Убавината на функционерската позиција влијае врз расположението на еден човек. Ова можеме да го заклучиме ако го видиме примерот со Никола Димитров. Додека беше министер за надворешни работи и вице-премиер за европски прашања, не му пречеа политиките. Во однос на спорот со Бугарија, кога му ја одземаа функцијата, се промени се. Од пофалби колку европски сме постапиле со подписите на Заев и Борисов, докажување колку штетни последици донел договорот за Македонија. Во 2017 Димитров од позиција прв дипломат ја повикуваше опозицијата да го поддржала овој договор со цел напредок кон ЕУ. Има тука еден внатрешен предизвик, како што овие денови очигледно, а тоа е дали ќе успееме како општество да се обединиме околу овие реформи и да се обидеме сите заедно да ја искористиме шансата што очигледно постои или барем се назира. На денот кога договорот без поддршка на ВМРО ДПМН беше ратификуван во собранието, Димитров се фалеше колку сме растале со неговата ратификација. Со договорот и двете држави растеме, даваме сигнал дека и во нашиот регион можеме да се однесуваме европски. Договорот ги покрива најбитните национални интереси на наша страна, ги покрива интересите и на бугарска страна. Додека беше во власта, не сакаше да ги критикува бугарските колеги кои испраќаа жестоки провокации кон Македонија. Ги правдаше дека тоа било дел од предизборниот фолклор, односно кампањата во Бугарија во тие моменти. На некој начин очигледно е дека, или многу аргументи има, дека се работи за предизборен фолклор. И колку поголема реакција ова предизвика кај нас на македонскава страна, толку поголем ефект може би ќе има, може и тоа било идејата, не знам што е. Важно е да сме внимателни и во тоа што го зборуваме, и во тоа што го објавуваме на социјалните медиуми. Сепак во еден момент кај Димитров се промени се, одлуката на Димитар Ковачевски да не го земе во неговата влада го згасна европскиот оптимизам кај Димитров и тој преку ноќ почна да говори дека договорот со Бугарија бил предавство и голема штета за Македонија. Немам целосна доверба во министерот за надворешни до скорешниот, еве уште еден, 2 или 3 дена колега во однос на ова прашање. Македонија многу пред Димитров да ја загуби својата функција ги знаеше бугарските позиции и барања, а токму Димитров тие ги преговараше со официјална Софија, а тогаш и беше многу потивок. На прашањето на Алфот пред речиси 1 година, зошто овие ставови не ги кажувал додека беше на позиција, реши да не нападне. Дури 30 пати говорил негативно за преговорите со Бугарија, дури ни понуди да ни прател материјали кои како медиум се уште ги немаме добиено. Добро време се, ние ги знаеме времето на Бугарија веќе подолго време, тоа не се пред месец-два. Вие бевте на позиција на власт допред половина година кога преговаравте со Бугарија. Зошто вие работите не ги говоревте претходно и говорите сега? Ги говорев, можам да ви пратам листа од 30 интервјуа и малку ја вртите темата. Темата не сум јас. Темата е исклучително поважна за нацијата во моментов. Инаку, ако сакате со мене да се бавиме, ќе ви пратам 30 интервјуа и мојата работа се гледа во предлозите што доаѓаа. Инаку Никола Димитров, кој сега е силен критичар на надворешната политика на актуелната влада, е токму човекот со чиј подпис името Македонија замина во историјата. Тој и Никос Кодзијас со покровителство на Зоран Заев и Алексис Ципрас го подпишаа преспанскиот договор, кој само ја охрабри Бугарија дека и таа може да добие многу, откако увиде што се и беше дадено на Грција.